Арсена ја продолжува акцијата за донирање на здрава вода на граѓаните од општина Гевгелија кои што се приклучени на градскиот водовод. Тоа затоа што и покрај 10-месечните најави дека се копаат нови бунари, се уште нема решение за чиста вода за пиење за гевгеличани. Посетуваме некои од семејствата со цел да им посочиме дека треба да се заштитат самите, да купуваат здрава вода за тоа што таа може да ги заштити од низата малигни заболувања кои што ги предизвикува отровниот металоид арсен кој што сега го содржат водите од нашите чесми. Еве ние ви донесовме, тука имате 4 флаши по 5 кг 20 литри вода. Кажете ни, имате ли услови, сте купували до сега вода? Не. Зошто? Немате? Нема пар не. Така? Не сте вработени? Не. Оти јас јавно беме у иста фирма, и дома. Да? А како сте чајци технолошки више? Не, никој, не на пакет, 25 години. Да. Се уште значи очекувате средства и заштита? Да. Добро. Дека копат бунари се? Па, почнаа да копат кај Вардар, меѓутоа напуштане тој проект. Не се случува тука на таа фармата. Ништо, да. На овој начин сакаме да подсетиме на иницијативата на Арсена. Ние предложивме граѓаните да бидат субвенционирани, да можат да набават пакувана вода или да бидат отварани специализирани продавници, кај што водата ќе се набавува по набавна цена, а некои со дистрибутивни трошоци и со маржа. Еве ова е начин на подсетување дека проблемот се уште не е решен, а треба да биде решен од надлежните власти. Секој добро, еве сакаме значи да ви помогнеме со оваа наша донација, а за понатаму ќе ги чекаме одговорите од надлежните власти до кои што Арсена упати своји официјални писма. Добро. Податоци од Институт за јавно здравје. Да. Направени во ноември 2014 кои што укажуваат дека се уште водата од градскиот водовод во Гевгелија е загадена со арсен. Бидејќи општината почна да копа бунари, изминаа 10 месеци, бунарите не се готови. Ние уште еднаш ја спроведуваме по 4ти пат оваа акција да ги подсетиме граѓаните дека треба сами да се заштитат, да се снабдат со здрава вода, затоа што таа се уште содржи арсен и е штетна по организмот на човекот и е штетна по младите. Значи водата ви ја донира иницијатива Арсена. Ова е во рамките на проектот што ја финансира фондацијата Отворено општество од Македонија и се надеваме дека ова ќе биде апел и до властите да се реши прашањето со водоснабдувањето, квалитетна, чиста и здрава вода за пиење за гевгеличани. Ви читам се ново. И јас тоа сум заинтересиран за таа вреднината на човекот. Не нешто поменан, али за младите, кои што се најизложени на ризик од овие... Секој пат се на ризик. Да, од поголемата концентрација на арсен во водата. Се додека значи не пројдат тие иницијативи за да се субвенционираат граѓаните, или да се реши проблемот со бунарите, или да се набави деарсенификатор, ние сакаме да ги подсетиме граѓаните дека проблемот постои и мора да се реши. А до тогаш да се заштитите самите. Секој пат водата од бањата? Па не сме испитале, еве ќе пробаме на иницијатива, многу граѓани велат дека користат вода од бањата. Ќе се потрудиме следната наша анализа да биде еве и водата од бањата, колку е тоа алтернатива за гевгеличани. Меѓутоа не е алтернатива во 21 век да носиме само туби, а низ чешмите дома да ни тече арсен. Приемно вика од Којско си помогне збор. Да. Ако сакиш 15 дена со мојата кола, 15 дена со твојата. Добро. Виде ми тури вода, вика каква е мека водата за пиење, не па те меки седмининската била па таква. Еве на иницијатива дека гевгеличани, сакајќи да се снабдат со чиста вода,
а да не ја пијат гевгелиската која што е загадена со арсен, трошат туби и полна туби од конјска и од чешмата кај бањата. Ќе се потрудиме да најдеме начин да ги испитаме и тие води, меѓутоа конечното решение мора да биде од институциите. Низ домовите, акцијата е да ве потсетиме дека водата е се уште штетна, таа што доаѓа од чешмите од градскиот водовод. А имат ли преземено мерки, ти рекол рече, демек за наредниот пат, дали ќе биде за 5 2015 и 2015 да донесат од друго извориште вода. Не таму слушам пак попаде пак бунар кај мој. Не, кај Вардар копеа бунари, ама почнаа во февруари и требаше да биде готово за 8 месеци по изјавите на градоначалникот, на тие кои што ни ги презентираа бунарите. Поминаа 10 месеци, тие не се готови. Сега прави куќе он парите таму се насочени. Огромна куќе некој таму. Сакам да ви кажам дека и во општинскиот буџет предвидени се 11,5 милиони денари само за студија за копање нови бунари. Меѓутоа, по негова изјава беше кажано дека за новите бунари потребни се 1,1 милион евра. А тоа не го гледаме во буџетот на општина Гевгелија за 2015 година. Каналот одводен денек лани, полани требаше да се направи од Морандо до нас, до нашата куќа таму, па да се спое со тоа бетонот. И още не е направен. Денек сега од прекогранична соработка ќе чекаме 350.000 евра, па денек 2 година ќе се направи. Кој ќе го направи, знаеш колко, кој ќе ги подкопа тие куќи дуќани, ти рекам рече, па живи и здрави. Да сме живи и здрави, нешто треба и самите да превземеме. Затоа ние како асоцијации, како иницијатива ве потсеќаме да се штитите, затоа што се уште тече отровни чешмите. Некој треба да потенцира таа работа. Потенцира, ево. Еве, тоа акцијата. Затоа ви носиме, ова е символично. Да знам, затоа таму документ на вода. Затоа има документ. Едно бе, 30 бе, дај едно. Еве и на детето дававме, да. Има овој комшијата, кажуваме им или не? Не мора, нема име. Само кажете го искуството здравствено, има проблеми веќе со водата. Човекот имал проблеми со желудникот и демек имал бактерија, цело време бактерија и конечно се решил и замел за штип да направат анализа. Анализа направат и му турили, ставиле камера, ти реко ми речи, и као сонда. Да. И што констатира? Констатира дека откако е роден до сега арсен има во желудникот наталожено. Што не се вари и не излегува од организмот. Тоа е проблемот. Тоа денеска го чујав. И прави проблем во желудникот. Ние со тоа патам, се, иш. Па да, патат гевгеличани. Јас патам, тоа пат. Па за тоа сакаме да потсетиме. А има 84 години брат. Да. 6 браќа значително прави таа, кој ќе ме гледат. Ама јас не имам. Ама чија клетка ќе реагира со штетниот арсен. Некоја клетка ќе биде поотпорна, а некој организам ќе биде послабо отпорен. Затоа сакаме да ве потсетиме дека и вие треба да водите грижа самите, а на овој начин да ја потсетиме и локалната самоуправа, па и државата. Ако нема средства локалната самоуправа, да обезбеди средства буџетот на Република Македонија и ова се македонски граѓани.